Епидемија на западно-нилска треска е прогласена во 5 скопски општини: Киселавода, Газибаба, Аеродром, Бутел и Илинден, како и во повеќе населени места на нивната територија. Во меѓувреме расте бројот на новозаразени. До сега се регистрирани 26 случаи, од кои 24 се и лабораториски потврдени. Само еден е од Велеса, останатите од Скопје и не патувале надвор од Македонија. Повеќето се над 60 години. Во моментот на болничко лекување на инфективна има 20 пациенти. Поради компликации од вирусот, викендот починал 83 годишен скопјанец. И диагностички потврдено дека има невроинвазивна форма на вирусот Западен Нил. Треба да се напомене дека пациентот имаше и доста придружни заболувања. Уште 5 пациенти се во тешка клиничка слика и се наоѓаат во оделот за интензивно лекување и се на механичка вентилација. 8 пациенти се излекувани и испишани и се во ова домашно опоравување. Освен вонредна дезинсекција на местата каде има пријавено случаи, прогласувањето на епидемија значи и дополнителни мерки за заштита на населението, велат од Скопскиот центар и од Институтот за јавно здравје. Препорачуваат локалните власти да ги отстранат барите и останатите застоени води во општините, а граѓаните да ја зголемат личната заштита од комарци. Препорачале користење на репеленти, поставување на мрежи и прозорци на врати, да се избегнува престој надвор во периодот кога комарците се најактивни, тоа е во самрак и во зори, и доколку морат да излезат во тој период од денот, да носат долги ракави, ногавици или посветла облека. Она на што треба да обрнуваат дома се оставање на отворени садови. И тоа малце погрешно се сваќа. Меѓутоа имате толку цветиња сега насадено и сакси и постојано се обидувате да ги одржите во живот, што се вика новија гориштини, заборавате дека во тацните одоздолу имате вода. Тоа ви се идеални места за размножување на комарци. Потоа имате места каде што имаат недостап на вода, па чуваат полнат буриња со вода, а тие буриња остануваат незатворени. Тие мирни стагнацијски води се најдобри, најидеално место за размножување на комарци. Тоа се малите работи на кои што треба да се внимава. Здравствените власти со апел до граѓаните, ако имаат некои од симптомите на западно-нилска треска, како што се висока температура, силна главоболка, гадење, треска, малаксаност, болки во мускулите, а претходно биле каснати од комарец, да се јават на лекар. Нема место за паника, но има потреба од внимателност, одговорно однесување и почитување на препораките од здравствените институции. Само летово на инфективна од западно-нилска треска биле лекувани 29 пациенти, а едно лице е третирано во приватна болница. Симптомите се јавуваат 3 до 14 дена по каснувањето од комарец. Александар Динев, Сител телевизија.